Како вице-премиерот Николовски ја замислува помошта од националните телевизии во борбата против корупцијата. Оваа дилема се наметна по неговиот последен јавен настап. Николовски очекувал поддршка, бидејќи, како што рече, овие медиуми се финансирале од парите на граѓаните. Денеска државата е на 111-тото место на индексот за перцепција, тоа е 5 места подолу од лани, или ако се гледа вкупниот скор на поени, тоа е стагнација, бидејќи вкупниот скор е еднаков на лани. И лани вие бевте на власт и сега вие сте на власт. Апсолутно истиот број на поени. И ние тоа него воопшто не ви е точна констатацијата и нема се согласувам дека има некакво алиби. Ја очекувам максимална поддршка. Први од предсод наодговорните национални телевизии кои што добиваат кои што се финансирани на некој начин од сите граѓани. Дали ова значи дека медиумите треба да премолчуваат за скандалите и поразителните извештаи или пак да бидат уште погласни во критиките? Одговор на овие прашања побаравме од кабинетот на Николовски, но не добивме. Во меѓувреме, последниот извештај на Freedom House Македонија ја вбројува повторно во делумно слободни земји. Корупцијата и натаму е нотирана како сериозен проблем, а во извештајот се зборува и за новинарите и политичките притисоци. Корупцијата и натаму е сериозен проблем. Има широко распространета наказнивост на корумпирани владини службеници, вклучително и членови на парламентот и судството. Новинарите и натаму се изложени на политички притисок и вознемирување и се уште има пријави за физички напади врз нив. Transparency International пак ја рангираше Македонија на 111-тото место од 180 држави во светот според индексот на корупција. Според Николовски не пораснала корупцијата, туку резултатите биле перцепција на граѓаните.